Од 1 јануари 2018 година пријавувањето и пресметувањето на персоналниот данок на доход се вршеше со поднесување на електронска пресметка за приход и данок до Управата за јавни приходи преку системот персонален данок. Врз основа на податоците за исплатените приходи од страна на исплатувачите и за приходите кои граѓаните ги оствариле од други физички лица и од странство, како и за приходите од вршење дејност кои се оданочуваат според вистински доход и паушално, и за исплатената плата во текот на 2018 година, Управата за јавни приходи изготви пополнета годишна даночна пријава за 795.953 граѓани, во кои што беа пријавени 309 милиарди 58 милиони 476.787 денари годишни бруто приходи, од кои што 18 милиарди 460 милиони 162.575 денари персонален данок. И 2018 година, како и претходната 2017 година, најголем број годишни даночни пријави се изготвени и доставени за подрачјето на регионалната дирекција Скопје, односно 270.318 даночни пријави. Граѓаните преку своите кориснички профили имаа можност пополнетата годишна даночна пријава да ја потврдат или да ја коригираат. По истекот на законскиот рок за потврдување, односно коригирање на годишна даночна пријава, службено беа потврдени годишни даночни пријави кои од страна на граѓаните не беа ниту потврдени, ниту коригирани. Голем број од годишни даночни пријави за 2018 година, односно 480.085 годишни даночни пријави беа автоматски потврдени, додека 139.961 годишна даночна пријава беше потврдена од граѓаните, а само 6.454 ГДП пријави беа коригирани. Во 2018 година Скопјанка има остварено највисок годишен бруто приход во износ од 1 милиарда 56 милиони 992.055 денари. Граѓанин од Скопје е втор на листата со остварен бруто приход во износ од 453 милиони 517.731 денар. Меѓу првите 10 на листата со највисоки приходи има и граѓани од Гевгелија, Струмица и Тетово. Највисоката годишна бруто плата во 2018 година исплатена е во секторот здравство и изнесува 183 милиони 806.532 денари. На листата на највисоко рангирани бруто плати се најдоа и платите исплатени во секторот трговија со тутун и тутунски производи, компјутерско програмирање, производство на метални производи, аптеки и изградба на стамбени и нестамбени објекти. Највисокото лично примање по друг основ изнесува 119 милиони 268.921 денар на годишно ниво на граѓанин од Скопје. Во 2018 година остварен е највисок износ на капитална добивка во последните 10 години, односно лице од Скопје по основ на капитална добивка остварило вкупно 841 милион 164.000 денари бруто приход. Заработка од 407 милиони 262.693 денари пријавил граѓанин од Скопје по основ на дивиденди и други приходи од учество во добивката. Самостојните вршители на дејност од Скопје доминираат на листата со приходи по овој основ, од кој највисокиот изнесува 46 милиони 24.172 денари. Во 10 топ рангирани на листата се наоѓаат и адвокати, нотари, извршители и угостители. Највисоки приходи од продажба на сопствени земјоделски производи остварени се во југоисточниот регион, каде граѓанин од Гевгелија остварил приходи по овој основ во износ од 25 милиони 319.395 денари, додека граѓанин од Валандово остварил приходи во износ од 19 милиони 744.161 денар. Највисоки остварени бруто приходи од имот и имотни права е жител на Тетово, кој пријавил 84 милиони 39.667 денари,
додека Скопјанец остварил највисок годишен приход во износ од 22.612.966 денари од авторски права, односно индустријска сопственост. Највисок пријавен вкупен бруто приход од игри на среќа е жител на Скопје, кој само по овој основ остварил 53.611.197 денари. Пензионер од Скопје е со највисок годишен бруто приход по основ на пензија остварена во странство во износ од 5.738.783 денари. Највисок годишен бруто приход по основ на пензиски надоместок за доброволно пензиско осигурување пријавен е во Скопје во износ од 2.798.737 денари. Во однос на возраста, највозрастното лице кое остварило над 1 милион денари приход било на возраст од 99 години, додека во групата над 10 милиони денари највозрастниот има 93 години. Лице кое се родило во 2018 година остварило доход од дивиденда над 1 милион денари, додека во групата над 10 милиони денари најмладиот има 21 година.